Здраво, Луница. Знам дека видео го снимам касно дури во 10 за 9, ама сега ми се покажа прилика за да го снимам видео. Ако не знаете зошто насловот на ова видео е дека сум разочаран од македонското здравство, сега ќе да знаете. Јас денеска бев кај тато и сабали од кај тато бев на чај кај едно другаче, небитно. И сестра ми се ми рече: Кико, ако сакаш иде до аптека, види дали има тој лек. Одам јас во аптека, во Зегин, нема. Значи, онака се нервирам, викам, ќе појдам до Зегин, може ќе го најдам тој лек. Одам во Зегин, нема. Одам во Еврофарм што е кај Рекорд, нема. Одам во Џамбо, нема. Одам кај на друго место, бев кај Бунјаковец и на таа нема. Бев кај Соборниот храм и во таа аптека нема. И што се дешава? Одам, сега ќе ви кажам. Одам прво у Џамбо и прашам: добар ден, дали имате мелатонин една лента? И таа не беше тетка девојче, си куца на лаптопот и ми вика: дечко, извини, ама немаме. И ја викам: а за мене за мелатонин? И она вика: има, ама не даваме на малолетници. Добро, помина тоа што помина. Искачам од Џамбо, ми звони мајка ми, ми вика: ки го најде ли? Јас викам: мама, нема, пошто нема тој лек. И идам после јас, мислам дека беше од Џамбо бев на железничка и од кај железничка немаше ни таму. Со седмица до Рекорд и што да видам, брат, на Рекорд пуна аптека. И влагам и викам: вака и вака ми треба тој лек една лента, ми вика: извини, немаме. Добро, 3 аптеки нема. Идеме кај Соборниот храм. Викам: вака и вака, абе, лек мелатонин од 91 денара што беше една лента. Уште не ни ја стигнат, па не знам кога ќе стигне, па не знам дали компјутерот ќе го внесе. И јас викам: добро, небитно, дојдување. Идам сега туку у последна аптека што е кај градска болница, идам таму. Викам: дали може да ми кажете дали имате мелатонин една лента од тие што беа ситните. Вика: нема дечко. Леле, на мене, брат, коса вак. И викам: за џабе сега трошам пола сат за еден лек. И баш кога да видам реален, последна шанса ми беше кај полициската станица кај се наоѓа полициската станица што е одма после Корнели, кога сте на Рекорд, ако идете малце право, го поминувате Министерството за правда и одма туку нели има полициска станица? Да, кај полициската станица Беко. Одам таму и викам: вака и вака мелатонин дали има? Нема. Добро, нема ни таму. Се враќам после уште една аптека и викам: извинете, дали имате замена за мелатонин? Ќе ни стигне за 2-3 дена, па ова, па она. И за џабе јас си потрошив некои си добри 45 минути. Сега само што влегов, останав кај мама, пошто гледа уште сум понови и не сум се пресоблекол, ама генерално не сум задоволен од македонското здравство, бидејќи нудат лекови, а пациент ќе оди да ги побара лековите, ги нема. На што личи тоа? Значи, малце треба да има свести фондот за здравствено осигурување, бидејќи тие лекови, ако ми верувате, живци извадив, ги нема. Значи, кај има корона, кај што е криза, пошто лекови да не можам да купам. Значи, ова е срамота. Не сум само јас пациент, има и други пациенти што сакаат да купат лекови. Значи, за мелатонин, за 100 денари да не увезат еден пакет лекови? Абе, ние ако чекаме нешто од македонското здравство,
ќе дочекаме, пошто сега министрот за здравство Венко Филипче нешто најавуваше дека за корона, дека од Русија ќе донесат некои вакцини против корона, па не знам што, па не сме да ги не сме да ги да се вакцинираат тие што се ранлива категорија, не сме млади, ово шансите се 50-50, може и да ти помогне, може и да те и не сум релевантен, не сум ригорозен, ама тоа е Македонија, значи во Македонија плата нема. Значи, иако јас сум мал, разбирам многу повеќе од тие што се прават дека се нешто. Ама генерално, кај нас во Македонија платата е ниска, ниски се примањата. Денеска се основна бачена кеш. Ако го имаш кешот, ќе те примиете за полицаец. Ако го немаш кешот, ќе те натерат да метеш улици. Значи, сега, знам дека тема ви звучи нереална, ама буквално жив си извадив јас 40 минути, брат, ти идеш навака натака за лекови што ги немаше. Значи, македонското здравство треба да се освести дека на тие пациенти им потребно тој лек. И ме се поместува цел телефон, нема веза. Значи, згрозен. Иако има аптеки што се дежурни, би пошел до дежурна аптека, ама џабе која пак нема да има. Значи, луѓето за лекови да молат да донесат, не. Башка мајка ми била на терминал пред кога има? Ќе има 2 недели, пред 2 недели била на терминал да чека лекови и таму се начекал и си беснав у око. И буквално мама чекала таму што чекала, ми вика како вака и вака бе, чека на терминал сум, значи на терминал да чекам автобуси по 4 сати и да мрзна мама. Не. Ако треба ќе ја заработам пари кога ќе бидам полнолетен и сам ќе си ги купам тие витамини. А не вака македонското здравство да биде не заангажирано за македонците. И општо за сите, пошто па да. И мама се збори со сестра ми. И сестра ми скочена да го бара лекот. Го нема, брате. Ето. Сестра ми сега кида да купи мелатонин и вајде ќе најдеме. Ама ако не најдеме, Господ некој ни на помош. Згрозен сум од македонското здравство. Ало, имате бе малце обзир за пациентите. Јас испевуjem правда. И сестра ми се збори со мајка ми дека тој лек, јас што го бав и сестра ми сега ќе го бара. Озбилно. Ала шечера. Не. Луѓе сум се заебал, сум правил чаленџи, сум се глупирал на YouTube, ама македонското здравство волку да не е заангажирано. Така да, ете, еве ми го апаратот мој, што дефинитивно треба да се полни. Да, нема батерија. Полни, празен е. Така да, ете, колку толку ви кажа дека македонското здравство ти е ужас. Значи, јас еднаш и последнаш што мене ќе ме поврзате со македонското здравство. Крај. Македонија, дали се спремаш? Македонското здравство треба да го прекрасиме или гледаш. Оке, малце забавив со темите, ама нема везе. Обожавам да си ги преувеличувам видеата.
нека дојде власта во Македонија наред. Македонското здравство мора да дојде наред. И за мене, и за тебе, брат. И за тебе. И за тебе. Да. Така, момците, девојки, дечиња, тоа беше тоа за овој видео. Ако се допадна, поддржете го, ако не, вака, да се разбереме. Ако не ти се свига видеото, слободно стави дислайк, unsubscribe се, исклучи го звончето и оди си од каналот мој. Значи, лице не ми треба. Yeah. Peace. Брррр. Значи, те молам да дојде македонското здравство наред веќе. Ало бре. Чао. Gasolina, loži me brzina, ma otidem,